Здраво на сите! Добре дојдовте во 15-та емисија од квизот Умни глави. Се приближуваме до самиот крај. Ова е предпоследна емисија. Денес со нас имаме две групи, каде што едната е од Јане Сандански, групата Телетабиси, и другата група од Никола Карев, групата Пчелари. Тие денес ќе се надпреваруваат за трето место. Можеме да почнеме со првата игра. Одиме со првата игра која што е наречена да или не. Секој од тимовите добива по 10 прашања кои што треба да одговорите дали се точни или не. За секој точен одговор добивате по 4 поени, а максимум време за размислување имате 5 секунди. Одиме со прво прашање за тимот Телетабиси. Само 5% од луѓето имаат целосно црно-бели соништа. Не. Точен одговор. Одиме со прво прашање за тимот Пчелари. Морските ѕвезди имаат мозок. Не. Точен одговор. Второ прашање. Венера е единствената планета која ротира во насока на стрелките на часовникот. Да. Точен одговор. Второ прашање за Пчелари. Секој од нас има ист датум на раѓање со барем 9 милиони други жители на земјата. Точно. Трето прашање. Мравките спијат по 5 часа дневно. Не. Точно. Трето прашање за Пчелари. Школките го менуваат својот пол неколку пати во текот на животот. Не. Вашиот одговор не е точен. Четврто прашање. Човековото тело има 453 мускули. Не. Точен одговор. Четврто прашање за тимот Пчелари. Најцврстата коска во човековото тело е виличната коска. Не. Вашиот одговор не е точен. Пето прашање. Андора се наоѓа во Азија. Не. Точно. Пето прашање за Пчелари. Књажевец е област во Хрватска. Точен одговор. Одиме со шесто прашање. Еритреја е држава која се наоѓа во Азија. Не. Точно. Шесто прашање за Пчелари. Најблискиот соработник на Шерлок Холмс е Џон Вотсон. Не. Вашиот одговор не е точен. Седмо прашање. Познатиот говор "Јас имам сон" му припаѓа на Ганди. Не. Точно. Седмо прашање за тимот Пчелари. Рејкјавик е главен град на Чешка. Не. Точно. Осмо прашање за тимот Телетабиси. Во престапна година има 366 денови. Да. Точно. Урнатиот град Помпеја се наоѓа во Франција. Да. Вашиот одговор не е точен. Одиме со предпоследно девето прашање. Шурле игра за Волсбург. Точно. Одиме со девето прашање за тимот Пчелари. Сталин по националност бил русин. Не. Вашиот одговор е точен. Одиме со последно 10-то прашање за тимот Пчелари. Парагвај излегува на море. Не. Точно. 10-то прашање за Пчелари. Операта Мадам Батерфлај е од Џакомо Пучини. Не. Вашиот одговор не е точен. Завршивме со првата игра, а резултатот е следен. Тимот Телетабиси освоија 40 поени, а тимот Пчелари освоија 20 поени. Продолжуваме со втората игра која што е наречена проста математика. Дадени ви се 6 цифри, од кои треба да добиете 3-цифрен број, при тоа користејќи ги математичките операции.
собирање, одземање, множење, делење, загради и еднакво. За решавање имате 2 минути, а за презентација на вашето решение 30 секунди. Оној кој што го има точниот број добива 20 поени, а ако вашиот број е приближно до точниот, тогаш се добива 12 поени. Одиме со првата задача за тимот Телетабиси. Добиете го трицифрениот број 826 со помош на математички операции помеѓу броевите 4, 6, 7, 9, 25 и 30. Започнете со решавање, времето тече. Треба да го добиете трицифрениот број 826 со помош на математички операции помеѓу броевите 4, 6, 7, 9, 25 и 30. Времето е на половина. Уште 30 секунди. Времето истече. Тим Телетабиси, кој број го добивте? Имате 30 секунди за презентација на вашето решение. Отворена заграда 25 по 30, затворена заграда, плюс отворена заграда 7 по 9, затворена заграда, плюс отворена заграда 4 плюс 9, затворена заграда еднакво. ...25 по 30 во заграда, плюс во друга заграда 7 по 9, плюс во трета заграда 4 плюс 9, еднакво. 4 плюс 9. Ама немаш 9, чеки. 4. Тек ти 2 по 9. Вашиот резултат не е точен. 2 пати ја имате искористено бројот 9. А тим пчелари, кој број го добивте? 900. Имате 30 секунди за презентација. 25 по 4 по 9. Вашиот резултат е точен, добивате 12 поени. Одиме со втората задача за тимот пчелари. Добиете го трицифрениот број 637 со помош на математички операции помеѓу броевите 2, 5, 6, 8, 15 и 45. Времето тече.
треба да го добиете трицифрениот број 637 со помош на математички операции помеѓу броевите 2, 5, 6, 8, 15 и 45. Времето е на половина. Уште 30 секунди. Пет, 4, 3, 2, 1. Времето истече. Тим пчелари, кој број го добивте? 636. Точниот број. Тим Телетабиси, имате 30 секунди за презентација. 15 по 45 минус 6 по 8 плюс 2 по 5. Вашиот одговор е точен и добивате 20 поени. Завршивме и со втората игра, каде што резултатот е следен. Телетабиси добија 20 поени, а пчелари добија 12 поени. Продолжуваме понатаму со третата игра, која што е наречена Милионер. Денеска во оваа емисија имаме нови правила за третата игра, каде што секој тим ќе се надпреварува во две категории. Тимот пчелари ќе се надпреварува во две категории и тимот Телетабиси исто така ќе имаат можност да се надпреваруваат во две категории. Оној тим кој што има помалку број на поени од првите две игри избира во која категорија сака да се надпреварува. Категориите се следни: занимливости, музика, историја и филм. Тимот пчелари има помалку поени од тимот Телетабиси и така да вие имате предност во која категорија сакате да се надпреварувате. Занимливости. Значи имате за секој точен одговор добивате по 8 поени. А доколку вие не го знаете, а другиот тим го знае точниот одговор, се добива по 4 поени. Имате 30 секунди за размислување. Одиме со прво прашање за тимот пчелари од категориите за занимливости. Колку крвни групи постојат? Под А 9, под Б 15, под В 21 или под Г 29? 15. Вашиот одговор не е точен. Тим Телетабиси, дали го 9. знаете? Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под Г 29. Второ прашање. Од која земја потекнува првата банкнота? Под А Индија, под Б Кина, под В Русија или под Г Рим? Б Кина. Вашиот одговор не е точен. Тим Телетабиси? А Индија. Точен одговор. Трето прашање. Кога била појавата на бродови со кормило? Под А 2450 година пред нашата ера, под Б 1519 година пред нашата ера, под В 1519 година или под Г 1700 година. В. Вашиот одговор не е точен. Телетабиси? Б 1519 година пред нашата ера. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под Г 1700 година. Одиме со четврто прашање. Во која година тенисот станал официјален олимписки спорт?
под А 1975, под Б 1988, под В 1979 или под Г 1982? 79. Вашиот одговор не е точен. 82. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под Б 1988 година. Одиме со петото прашање. Викторијното езеро е главен резервоар на реката. Под А Амазон, под Б Нил, под В Сена или под Г Конго? Сена, ајде. Вашиот одговор не е точен. Г Конго. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под Б Нил. Одиме со шесто прашање. Во која година Google започнал со работа на интернет? Под А 1998, под Б 1999, под В 2000 година или под Г 2001? Ај, В. Вашиот одговор не е точен. Г 2001. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под А 1998 година. И одиме со седмото прашање. Кое е најпознатото мексиканско пиво? Под А Будвајзер, под Б Балтика, под В Корона или под Г Харбин? Корона. Точен одговор. А сега одиме со тимот Телетабиси. Во која категорија сакате да се надпреварувате? Музика, историја или филм? Историја. Одиме со прво прашање за тимот Телетабиси од категорија историја. Која националност бил Карл Маркс? Под А германец, под Б белгиец, под В шкот или под Г британец? А германец. Точен одговор. Второ прашање. Кој филозоф се смета за татко на класичниот либерализам? Под А Зигмунд Фройд, под Б Џон Лок, под В Алберт Ками или под Г Левис Гордон? Џон Лок. Точен одговор. Трето прашање. Во која земја загинале најмногу новинари помеѓу 1992 и 2010 година? Под А Франција, Б Либија, под В Ирак или под Г Етиопија? В Ирак. Точен одговор. Четврто прашање. Махамбрата и Рајана се епови за древната држава. Под А Грција, под Б Индија, под В Кина или под Г Египет? Б Индија. Точен одговор. Пето прашање. Во која година се одржал популарниот рок фестивал Вудсток? Под А 1969, под Б 1979, под В 1989 или под Г 1999? Б 79. Вашиот одговор не е точен. Точен одговор. Шесто прашање. Војната на розите била граѓанска војна во под А Русија, Б Италија, В Турција или под Г Англија? Б Италија. Вашиот одговор не е точен. Тим Пчелари? Во Турција. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под Г Англија. Одиме со последно седмо прашање. Која земја го има најстарото знаме во светот? Под А Норвешка, под Б Русија, В Данска или под Г Финска?
Руси. Вашиот одговор не е точен. В Данска. Точен одговор. А сега одиме тим пчелари. Во која категорија сакате да се надпреварувате, во музика или филм? Ај музика. Одиме со прво прашање. Во кој американски град во 1977 година било пронајдено мртвото тело на Елвис Присли? Под А. Мемфис, Б. Индијана, В. Чикаго или под Г. Бостон? Б Индијана. Вашиот одговор не е точен. А Мемфис. Точен одговор. Одиме со второ прашање. Која е првата норвешка група која се искачила на врвот на британските топ листи? Под А. M2M, под Б. Paramore, под В. Аха или под Г. The Who? Под Б. Вашиот одговор не е точен. Ќе скршам. В Аха. Точен одговор. Одиме со третото прашање. Холивуд се наоѓа во под А. Лос Анџелес, Б. Сан Диего, под В. Лас Вегас или под Г. Вашингтон? Вашингтон. Вашиот одговор не е точен. Лос Анџелес. Точно. Четврто прашање. Трето прашање, се извинувам. Релакс и Лолипоп се песни на изведувачот. Под А. Адам Ламберт, под Б. Мајка, под В. Шоу Мендес или под Г. Џон Њумен? Под Б Мик. Деве не читам. Точен одговор. Четврто прашање. Кој познат пејач ја компонирал песната Nothing Compares to You за Sinéad O'Connor? Под А. Sting, под Б. Принц, под В. Џон Ленон или под Г. Стиви Вондер? Под Г. Точен одговор. Пето прашање. Во една од своите песни Мајкл Џексон пее за под А. Валери, под В. Кери, под В. Рос или под Г. Дијана? Под А. Вашиот одговор не е точен. Тим Телетабиси? Б Кери. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под Г. Дијана. Одиме со предпоследно шесто прашање. Judas е сингл од 2011 година на пеачката. Под А. Бионсе, под Б. Дженифер Лопес, под В. Кети Пери или под Г. Лејди Гага? Бионсе. Вашиот одговор не е точен. Што смееш? Б Дженифер Лопес. Вашиот одговор не е точен. И одиме со последно прашање. Кој збор не достига во насловот на песната на Флоренс? Plus the Machine, You've Got the... Под А. Blues, под Б. Love, под В. Heart или под Г. Ice? Ај под В. Вашиот одговор не е точен. Телетабиси? Б Айс. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под Б. Love. А сега Телетабиси, вие ќе се надпреварувате во категоријата филм.
Одиме со прво прашање. Кој цртан филм не е од Волт Дизни? Под А. Пинокио, под Б. Скуби-Ду, под В. The Lion King или под Г. Тарзан? Б. Скуби-Ду. Точен одговор. Второ прашање. Во која година е снимен првиот филм? Под А. 1905, под Б. 1903, под В. 1889 или под Г. 1875? Точен одговор. Трето прашање. Првиот Оскар е предаден во под А. 1919, под Б. 1889, В. 1929 или под Г. 1940? В. 1929. Точно. Четврто прашање. Кој е првиот анимиран филм со звук? Под А. Бамби, под Б. The Lion King, под В. Том и Джери или под Г. Снежана и седумте џуџини? А. Бамби. Вашиот одговор не е точен. Тим Пчелари? Под Б. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под Г. Снежана и седумте џуџини. Па има црт. Пето прашање. Како е насловен првиот македонски филм? Под А. Фросина, под Б. Златна петорка, под В. Пред дождот или под Г. Македонска крвава свадба? А. Фросина. Точен одговор. Одиме со предпоследно шесто прашање. Кој од наведените актери не е комичар? Под А. Адам Сендел. Грешка. Ќе го поново ќе го кажам. Одиме со предпоследно шесто прашање. Кој од наведените актери не е комичар? Под А. Адам Сендлер, под Б. Оуен Уилсон, под В. Бен Стилер или под Г. Клайнт Иствуд? Овен Уилсон. Вашиот одговор не е точен. Тим Г. Пчелари? Точно. И одиме со седмо последно прашање. Кој од наведените нема освоено Оскар? Под А. Џони Деп, под Б. Анџелина Џоли, под В. Еминем или под Г. Николас Кейдж? Џони Деп. Точно. Завршивме и со третата игра, каде што резултатот е следен. Тим Телетабиси освоија 88 поени, а тимот Пчелари освоија 42 поени. До сега со сите игри резултатот е тимот Телетабиси имаат освоено вкупно 148 поени, а тимот Пчелари вкупно 86 поени. Продолжуваме понатаму со четвртата игра, која што е наречена Следиме. Тимовите добиваат по еден збор од нас и треба да формираат друг збор кој ќе започнува на последните две букви од првиот збор, а да не завршува на К или Ко. Оној кој победува добива 8 поени. Одиме со првиот збор за тимот Телетабиси. А зборот е недостаток. Октава. Ватикан. Антано на Риво. Това е два збора. Антана на Риво, еден збор. Ако е? Волк. Тешка Айде работа. бе. Времето истече. Тим Пчелари добија 8 поени. И одиме со вториот збор за тимот Пчелари, а зборот е националност. Струмица. Цар. Аргумент. Жал ми е. Върни. Времето истече. Тимот Пчелари добија уште 8 поени. Во четвртата игра тимот Пчелари добија 16 поени, а тимот Телетабиси не добија поени.
Одиме со последната и пета игра, која што е наречена Логоа. Во оваа емисија логоата се азиски држави. Тимовите одговараат наизменично, а за секој точен одговор добиваат 4 поени. Доколку тимот погреши, другиот тим има право да одговори, а при тоа повторно ќе добие 4 поени. Максимум време за размислување имате 10 секунди. Одиме со прво лого за тимот Телетабиси. Египет. Како? Египет. Вашиот одговор не е точен. Азиски. Тим пчелари, дали го знаете одговорот? Ирак. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е Јемен. Македонија. Одиме второ лого за тимот пчелари. Грузија. Точно. Одиме со логот за тимот Телетабиси. Катар. Точно. Лого за пчелари. Турција. Точно. Телетабиси. Сингапур. Вашиот одговор не е точен. Пчелари. Малта. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е Индонезија. Лого за пчелари. Азербејџан? Ама не знаем. Вашиот одговор не е точен. Сингапур. Точно. Лого за Телетабиси. Тајланд. Точно. Лого за пчелари. Лацио. Вашиот одговор не е точен. Тајван. Точно. За кој? Лого за Телетабиси. Непал. Точно. Лого за пчелари. Ај Кореја. Точно. Завршивме и со последната пета игра, а трето место освоија тимот Телетабиси со вкупно 164 поени, а тимот пчелари освоија 96 поени. Телетабиси, ви честитам. Ви честитам и на вас. Сега како за крај да ми кажете дали сте задоволни од квизот? Да, задоволни со тоа што постигнавме, затоа што освоим трето место. Но може и подобро. Добро, секогаш може подобро. А вие пчелари? Не сме задоволни. Задоволни сме. Сакам да ги поздравам моите другарчиња, Гиго, Андреј, Шики, Иван Буразов, Митето, Ики, Метката, Денето, Фимата. И јас сакам Воре. да патам еден поздрав до цела женска популација. Благодарам. Ај, сај бајтујте. Сега да ве прашам, што ќе им препорачате на наредните учесници? Да не се срамат да се пријават и само напред. Ви благодарам за учеството. Завршивме и со 15-та емисија, се гледаме понатаму во финале.